Некои од битките се многу помали и полесни за водење. Ми текнува, имаше млади од Орце, наши беа членови од активизам клубот, ама учеа во Орце и имаа проблем со автобуската линија. Се возеа со осмица, ама не им одговараше или каснеа на часови или треба да чекат многу долго пред да дојде автобусот и пробуваа да сменат редоследот на кога вози осмица, па таа битка почна со град Скопје, па со Советот на град Скопје, па со ЈСП и многу вакви примери мене ми се феноменални затоа што во Ја суштина сменија линијата, така? Да. Во суштина ова се луѓе што си го гледаат проблемот и викаат, окей, како е можам јас да го сменам ова во моментот, мене што ми смета. Крајната цел е да го смениш тоа што тебе ти смета, меѓутоа по пат ти учиш многу работи. Значи учиш како да работиш во тим, учиш како функционираат институциите, од кај знаеш порано како би можел да смениш автобуска линија, ЈСП под која државна институција спаѓа, како да ги одиш те административни патишта, дека треба да пишеш представка, дека треба да идеш на состанок, дека треба да вклучиш некаков дел со адвокаси и мислам дека сите овие придобивки кои ги стекнуваш, ти не можеш од старт да ги видиш кога ќе ти текне сакам да волонтирам. Не си свесен дека овие придобивки ќе ги стекнеш и овие вештини ти ќе ги научиш многу побрзо, отколку ако отидеш само на обука, а при тоа таа обука не ја спроведеш некако во пракса. И би рекла во овој момент, особено ако сте во средно, ако сте на факултет, значи најдете начин како покрај обуките да се вклучите во работи каде што вие ќе може или да волонтирате или да одите на пракса и не очекувајте инстантна добивка, инстантен бенефит. Едноставно најдете се во ситуација да можете вие самите да промените нешто, при тоа не очекувајќи некаков директен бенефит во моментот.